Штип на пратеничките партиски листи има 5 потенцијални пратеници. Кај ВМРО ДПМНЕ на второ, 8 и 13 место се Иван Јорданов, Никола Мицевски и Веста Ничева. Во која насока ја планира својата пратеничка активност, речиси сигурниот нов пратеник Иван Јорданов. Да направи обнова на Штип во сите пори на општеството. Знаете, кога системот е разрушен до темели, истиот тој систем треба да се обнови и да се изгради од темели. Еве во таа насока сметам дека треба да се движат активностите, односно работењето на народните представници, односно ините пратеници во Собранието на Република Македонија. На листата на СДСМ, Штип ги делегираше доктор Сашо Николов на трето и Емилија Рамбабова на 12 место, керка на некогашниот пратеник доктор Иван Рамбабов. Што таа планира да му понуди на Штип и граѓаните? Ние понатаму ќе се залагаме за членство во НАТО и ЕУ, повисок економски раст, повисоки плати и пензии за граѓаните и здрава животна средина. Како и до сега, и натаму ќе ги исполнуваме, односно ќе се грижиме за интересите на сите граѓани, без разлика на нивната верска, етничка и политичка припадност. Овие или слични вакви ветувања досега имаше многу, но дали овој пат граѓаните имаат причина за нова доверба? По однос на ова, јас ќе се навратам неколку години наназад. Ако Штип беше во време на Социјалдемократскиот сојуз синоним за затворени фабрики и стечени работници, ВМРО ДПМН е партијата која што го направи административен, образовен, здравствен, културен центар на Источна Македонија. Гледаме дека еве 3 години од владењето на Социјалдемократскиот сојуз Штип го губи тој примат. Граѓаните треба да ја препознаат енергијата и заложбата на народните представници кои што ќе се трудат Штип да го врати епитетот. СДСМ за прв пат на овие избори настапува со 50% на застапеност на жените, односно со тандеми носители маж и жена. И јас како дел од овие тврдам дека покрај бројката дека сите овие кандидатки ги исполнуваат и сите квалитети за да можат да бидат дел од нашата листа.